28 август 2020 лето господово. Добро дојдовте во новата епизода на емисијата од циклусот Родински разговори. Вечерашен наш гостин е господинот Дардан Венецки. Дардан Венецки, долгогодишен трагач по вистината, човек кој што трага по изгубените кодови за Македонија, за македонскиот народ и за сите обележја кои во последните 30 на години свесно или несвесно се тргаат од нашите очи. Добро дојде во емисијата, Дардан. Аналогно на ова што го велиме дека 30 на години од нас се кријат сите вистини за Македонија, напоредно се врши една безобличување на нашата држава. Процесот пред 2 години кога ни се промени насила името на нашата држава се продолжува со разни договори, преспански, тирански, се распродава нашата историја, нашите херои великани како Гоце Делчев се подаруваат туку така на нашите соседи. Зошто една држава како Македонија, која е географски мала и која има 2 милиони жители, е трн во око на големите светски сили, зошто толку упорно тие големи сили се трудат да не обезличат? Што е тоа назад во историјата, што е значено за Македонија како бележје, кој им смета на некои сили? И зошто тоа се прави? Благодарам на поканата. Добро вечер за гледачите на Родина. Голем поздрав за сите православни христијани. Честит големиот празник Успение на Пресвета Богородица. Тоа е најголемиот македонски празник на најдолговечното и најзначајното, најпочитуваното божество од најдревни времења до денес. Благодарам уште еднаш за можноста што ми ја дадовте. Се помалку има можности да луѓето што го истражуваат древното македонско минато подлабоко од 7 век немаме пристап на пишаните и електронските медиуми. Ретки се тие кои што ни даваат можност да го искажеме она што сме го копале по архивите децении наназад. Поставивте многу суштествено прашање. Така мала земја, денес мала, меѓутоа грандиозна по своето културно и цивилизацијско наследство што го оставија нашите предци. Тоа е основата што им смета. Не би рекол толку на нашите соседи, тие се маршата во рацете на моќните западноевропски моќници и нивните пријатели од преку барата. Нашиве соседи само машата, да наречам измеќе реве, да не ги навредам, сите потекнуваат од древното македонско јадро, сите се оформени на територијата на древната македонска држава. Во сите наши соседни држави имаме огромен број на население домородно, староседелско, што не одговара на генот на данајците, на геѓите, на туркомонголите дојдени од исток. Меѓутоа, тоа што е Македонија ќе остане вечна, не може никој да го сруши тој култ, тоа е страотен криптограм, тоа е цивилизација градена со милениуми. Македонија и нејзиниот најголем син, најголем водач во историјата, Александар III Македонски, се едни од најопишуваните личности во историјата. Повеќе пишувано само можеби за Исус и за Библијата. Тони книги се напишени за нив. Не постои архив во поголемите центри низ Европа па и низ светот во кој што не се кријат артефакти од Македонија, не се кријат документи од Македонија кои не можат да го видат светлината на денот. Само во Атина, кај нашиот јужен сосед, тие имаат еден научен програм наречен КЕРА, со закон 6000 текстови од антиката ги забранија, ги прогласија за државна тајна поради безбедност на Грција. Со децении прашувам, која опасност е за нашите јужни соседи,
камени и глинени плочи, пергаменти, јагнешки, јарешки кожи со древни писма. 6000 такви текстови се чуваат во депоата. Меѓутоа, како иде времето, се повеќе се наоѓаат луѓе кои што самостојно во ерата на интернет, кога се е достапно, самостојно копаат и истражуваат и доаѓаат, макар на сегменти, доаѓаат до вистината. Таа вистина е она што му смета на дивиот воено-профитерски запад, зад кој стои најмоќната, јас би рекол, нека не се навредат, фашистичка организација, која што чим спомне демократија, веднаш полетуваат бомбардерите. Направија, цел свет го направија воено жариште, предизвикаа десетици милиони убиени, ранети, бездомници, раселени лица талкаат по светот по екзистенција. И тие ги прогласуваат за терористи, тие јадници бркаат парче леп, корка леп за да опстанат, да преживеат, затоа што нивните домови се разрушени. Тој див запад. За влез у таа организација ни беше променето името, Дардан. Што е парадоксално. Па види сега, променето е името. Меѓутоа, како работи Западот? Западот работи со помош на инсталации. Тој не работи со честни луѓе, не работи со честни научници, не работи со честни историчари, не работи со честни луѓе во невладиниот сектор. Тие работат со луѓе со валкано минато, кои што ги инсталираат со години наназад. Тие инсталации, ќе се навратиме покасно, повеќе почињаат од 43 година со доаѓањето на Темпо во Македонија, па преку Григоровичката, Смела, Количевичи, Смилевичи, Мојсовичи, што ги знам, преку нив тие ги остваруваат своите цели. Ако забележите, не само кај нас, во целото опкружување на највисоките политички функции во сите партии се луѓе со сомнително минато кои што можат лесно да бидат уценувани и манипулирани и водени преку нив да ги остваруваат своите цели. Меѓутоа, да се вратиме на основното прашање, што е тоа што му смета на Западот. Македонија е во центарот на судирот меѓу источната и западната цивилизација, помеѓу источното и западното поимање на религијата или верата како сакате. Све се крши преку Македонија. Се негде тамо 10 години, 15 пред тоа, подготовките траат од многу одамна, меѓутоа тогаш финишира. Сегде низ светот, како например во Вебстер енциклопедија, се учеше дека македонскиот јазик е основа на сите словенски јазици. Сите словенски јазици се водеа во група македонски јазик. Најголемите германски лингвисти Киндер и Хилгеман во општиот атлас на светската историја, уште во 19 век, тие бе уште подецидни. Вели, од овој Хомеров словенски македонски јазик во 19 век се издвојува во засебни јазици сите други словенски јазици, почнувајќи од рускиот, па преку полскиот, чешкиот, хрватскиот, српскиот, бугарскиот и така натаму. Сите словенски јазици се водеа во групата македонски јазик. Сите се третираа како македонци. Цар Душан е крунисан во Скопје 1346 година во црквата Свети Ѓорги како македонски цар. Документите ги откри чехот Шафарик. Ги објави во своја книга и српскиот академик на Српската кралска академија 1905 година во Белград, Љуба Стојановиќ. Книгата му се вика Стари српски записи и написи. Во не децидно стои: цар Душан е крунисан како македонски цар и автократор, или во превод владетел со сербите, арбанасите, угровласите, хрватите, бугарите и така натака. Што да збориме за монасите од Морачкиот манастир, кој што 1615 година ги има документи, во Цетиње се чуваат во нивната историја, 56 година правена се изразуваат како монаси, како од манастир од земја македонска. Што да кажеме за нивниот полковник Милорадовиќ, кој во преписките со рускиот цар се декларира како македонски полководец. И
ред други документи. Што да кажеме за Ѓурач Бранковиќ, потомок на Вук Бранковиќ од Косовската битка со седиште во Смедерево. Има една збирка на српски јуначки песни, печатени 1937 година во Белград. Насловот тие српски јуначки песни, Винко Витезице е приредувач. Има една песна за Кајца Војвода во која што Ѓурач Бранковиќ се опева како македонски цар. И сега ќе парафразирам само неколку реченици. Иде на една седенка после еден лов преку Дунав, Смедерево е на Дунав. Веројатно повеќето од гледачите го знаат тоа. Отаде е веќе Унгарија и со тамошниот кнез после ловот прават седенка и мажарскиот кнез му се обраќа со зборовите. Така гласи песната за Кајца Војвода, на интернет е достапна, ако веќе не е тргната. Вели Ѓураче Бранковиќ македонски царе, дај ми 12 македонски генерали, голи и боси, јас ќе ти дадам 30 унгарски наоружани до заби и 2 товара злато секоја година. А Ѓурач Бранковиќ му одговори, луди маđари, кај си слушнал македонец да се менја за маđар. За унгарите. За жал, сите овие наши соседи денес пеат друга песна, али пеат по налог на некој однадвор. Не се свесни што нив ги чека. Ке дојдеме и до тој за односите со соседите и кој што се го прави. Значи, концептот е судирот меѓу источната и западната цивилизација. Западот не може да ги смисли словените. На сите, по интернет, сите денеска ги пратиме социјалните мрежи, познати се веќе документите на Ален Сифер, на Ален Далас, позната изјавата на Карл Билд пред 10 години, кога јасно и децидно кажа најголема закана за западната цивилизација се православието и словените поопасни дури и од исламскиот фундаментализам. А дали тука се крие, Дардан, посебно во Словенското море, македонскиот ентитет? Затоа што ако они дозволат вистината да се открие, тогаш ќе дојдеме до времето на Александар III Македонски, каде што можам слободно да речам од сегачен аспект, Александар Македонски промовираше и протежираше и ширеше низ светот еден своевидно претходништво на суверенизмот денешниот. Значи секаде каде што тој одеше и освојуваше, им остави на сите држави и народи да си го негуваат својот идентитет, својот фолклор, својата традиција, дури и ги промовираше така наречените мечани бракови помеѓу неговите војници и локалните благороднички девојки. Тоа е во сосема спротивност комплетна со сегашниот темен систем на глобализам, кој сака да створи една нација, една култура за сите народи во светот, малтене да се избрише, како што на нас ни се наметнува да се избрише македонскиот идентитет. Сведоци сме дека во Европа 10 години порано, дури и сега имаше Макрон пред неколку месеци изјава каде што рече француската нација веќе не е тоа што било пред 100 години, нема таква француска нација од класичен тип од 19 век. Сега и тие алжирци, мароканци, сите од бившите колонии кои што имаат француски државјани, така се подеднакво французи, значи треба да јасно им сугерира дека традиционалниот поглед на националност се брише. Значи тоа е во спротивност со тоа што Александар го промовираше. Дали тука ја гледаат опасноста глобалистите и темните сили од Западот и затоа сакаат Македонија, културата и поимањето на светот да не биде објавено насекаде? Па токму тоа е коската на раздорот. Александар Македонски е првиот светски космополит. Творецот на универзалната држава на обединети народи, јазици, религии и вери. Сите тие беа рамноправни. Секој дома се го зборуваше својот мајчин јазик, а во војската и администрацијата го веде така наречениот општ јазик или јазикот на трговијата, мешавина од 40 на јазици кои се зборуваше, кои го зборува трговците по Медитеранот, наречен коине или кини глоса, општ јазик. Така да никој не се чувствуваше повреден. Тој
и ги возобнови сите храмови што персијанците ги разрушија од тука до Индија. Беше најголемиот градител. Тргна во освојување без ништо. Плутарх го опишува неговото заминување во животописот за Александар. Плутарх има напишано 50 животописи. Еден од најинтересните за нас е животописот за Александар. Во седмата глава тој вели: подели се што имаше пред да тргне. Го прашува еден од неговите генерали, ми се чини дека беше Пердика: а добро, царе, што оставивте за себе? Александар вели: за себе ги оставив надежите, мислејќи на надежите за подобро утре, свет без војни, без робство. Зашто најголемиот проблем што Македонија и сите други останати етноси на Балканот го имаат налетите на персијанците, моќната Персија и нивните плячкашки походи. Македонците решија да стават крај на тоа и ставија крај. Тоа беше значи, гледајте која филозофска мисла трга во поход без пари. Сега во Узбекистан има едно село, се вика Македонско село. До ден денес тие се сметат за остатоци од војската на Александар III Македонски. Не повика мене и Марина Дојчиновска од телевизија Сонце, еден пилот кој што дознал за тоа село и ни ги презентираше тие податоци. Требаше да идеме, јас бев зафатен, замина Емили и Марина Дојчиновска и донесе еден страутен материјал, а кај мене најголем впечаток остави една гробница во тоа македонско село, која тие сметат за гроб на Александар Македонски. Очигледно не, русите истражувале на времето на едноумието, меѓутоа кај нив русите не ја разбрале пораката што оставиле нашите македонци во тоа македонско село. Од гробот излегуваат две раце испружени кон небото, со расширени прсти, со празни раце. Која е пораката што ја оставиле овие наши потомци во Узбекистан, потомци на славниот војсководец? Си заминав во поход со празни раце, одnosno заминав во поход со празни раце, си заминав од овој со празни раце. И тоа ги оставив надежите за подобро утре, свет без војни и свет без робство. Сега, споредете го овој концепт на владење на Александар Македонски, кој што све што остои трезори од тука до Индија ги вложи во земите, каде што ги освои тие трезори, градеше патишта, пристаништа, системи за наводнување, храмови, слободните средства, стопански објекти, слободните средства ги вложи во единствениот монетарен систем. Тие години од владењето на Александар и неговите потомци кои ги прифатија неговите идеи, кои 300 години владеа со сиот познат свет, практично се најпросперитетните години во историјата на човештвото. Наспротив нив, Рим, оној што ја победи Македонија и ја освои 4 римско-македонски војни се водат до истребување. Не ми е тоа поентата околу војните, јас сакам да зборувам за другата слика на настаните. Тие наметнаа еден друг брутален систем. Прв пат хроничарите забележуваат после битките осквернавени тела. Токму тоа што сега НАТО војската го прави во Ирак, во Сирија, без раце, без нозе, без глави, без суисечени генитали и штолене, какви не гнасоти, непогребани. Македонците беа други, тие ги погребуваа своите војници, но и тугите, им оддаваат чест, ги сметаа за луѓе. Тој брутален римски модел е заснова на системот подели и раскарај па владај. До ден денеска е истиот. Гледате ли вие некоја денеска разлика на што овде прави Европската унија, Војкосем и НАТО? Класична копија на Римската империја. Класична копија. Тие го презедува римскиот модел на владење. Бруталниот, заснова на погроми асимилации, преточен потоа во феудализмот, па во капитализмот, неокапитализмот, денес глобализмот. Ке ти направи војна, после тоа и пред тоа ти ги финансира сите завојувани страни, работат нивните фабрики, трошат оружје, после тоа ќе дојдат како спасители, градители и кредитори, повторно ќе печелат, после тоа ќе дојде грабежот на ресурси. Не треба да ви кажувам низ цел свет, исто е и во Сирија, и во Либија, и во Ирак, и во
еве го гледате Југославија, ја растурија Југославија. Секој гледач нови канал, поготово повозрастните, знаат што беше Југославија, какви фабрики имаше, какво стопанство имаше. Беше изначувана со Сите Јапонија. банки, сите пошти, сите електростопанства, сите телекомуникацијски фирми, нафтениот бизнис, рудниците завршија во рацете на моќниците. Нас овде ни оставила доматите и чушките и френките што викаат струмичени, и тие ќе ти ги земаш ако им ги дадеш во безцење. Ќе ни стават ГМО производи место нашите традиционални сорти. Богу, прочуени низ цел Целиот свет. свет. Сега гледате ги овие два спротивставени концепта, космополитизмот и дивјаштвото. Како може сега овој Запад да го прифати и да го афирмира, да афирмира универзалната држава? Кој сте слушнали вие некој од нашиве историчари, од нашиве политичари, од нашите историчари и политичари во соседството, во Европа, да зборуваат за овој проблем? Кој зборува за оваа страна од ликот на Александар? За жал никој. Кој зборува? Сите го представуваат како брутален убиец, немилосрден Ги освојувач. го изначува со Хитлер и со Наполеон. Па не е тој освојувачот од нивни ранг. Си замина во поход со празни раце, си замина во свет со празни раце. Настада од своите, меѓутоа тоа во некоја друга прилика. Забораваат да кажат сега, дека е градител на Александриската библиотека, каде што се чуваше целокупното знаење од тогашниот период, кој римјаните го запалија, го уништија. Очигледно им сметаше тоа што се наоѓаше во таа библиотека. Сега, не е само концептот на универзалната држава. Се што е позитивно во светот направено, потекна од оваа по територија мала, но многу моќна културно и цивилизацијски развиена земја во она време. Во светската историја има многу великани. Многу си го ставиле прекарот велики. Да не ги набројам, сите ги знаете. Меѓутоа, великан може да биде само оној кој што направил нешто велико, нешто големо за целата светска цивилизација, не само за својот народ. А такви ги има само тројца. Првиот е Александар III Македонски, кажа што направи. Има многу да се зборува за него, мислам дека Ќе ни треба 3 емисии. затоа малку се и 3 емисии. Вториот е Константин Велики. Србите велат Србин, по мајка од Ниш. Има некои српски историчари прочитале, роден на Ниса, тоа е, кажу, Ниш. А не гледаат дека античките автори запишале дека е роден на Ридот Ниса. На стари карти, јас го постирав на Фейсбук, во моите емисии го пуштав, одма е до Охрид. Значи, кај нисајците, тука е Ниса. А Константин Велики има и објективни српски историчари, како што е Божидар Митровиќ, книгата му е Расија, Коловенија и српските чудотворци, кој што е дециден дека Константин е роден во српско Скопје. Зошто е великан? Затоа што е првиот владетел кој што новата религија, религијата на љубовта, ја озакони, ја воведе како една од официјалните религии за подоцна 395 година, тоа е 313 година, за 390 година да стане единствена религија во империјата. Па каде е темелот на христијанството? Александар не го освои светот со силата на оружјето. Со љубов. Александар понуди нешто на светот ново, понуди свет во кој што ќе се живее без војни и без робство, со почитување на сите народи, сите јазици, сите религии. Кој не сакаше да живее во таква држава? А Константин, значи темелот на христијанството се постулатите што ги постави Александар. За гледачите само Дардан објасни разликата помеѓу христијанство и крстијанство. И зошто е фабрикувано крстијанството во христијанство? Само да довршам мислата и ќе го кажам. Значи, Александар
овој Константин го введува. Тоа е придобивка за целата светска цивилизација. Она што за Александар беше универзална држава на обединети народи, на равноправни народи. Тоа за христијаните е христијанската црква, една црква за сите без оглед на јазикот и бојата на кожата. Ако Александар владееше со љубов и почит кон сите народи, за разлика од денешниве, гледате, ти брише име идентитет, тоа е идентитетски геноцид, најстрашниот геноцид што постои, пострашен од физичкиот. Јас кога би бирал, би го избрал физичкиот геноцид, физичко уништување, него да трпам до крајот на животот идентитетски геноцид, едноставно умирање на рати, да легнеш и да стануваш со душевна болка, да не си она за кое што ти кажале твоите предци, кои си, што си и од каде си. Сега, христијанството велише. Ако ги слушнете западњациве, сте слушнали некој да зборува за христијанство? Него за Крис, Кресто, христијани. Еве ги. Хрвати ве земете ги, босанци ве земете ги. На босанските треници, Крис, Крест, Кресто. Само кај грците се на еден многу редов документ се чува во универзитетска библиотека во Скопје, Врутовчкиот триот се вика од 14 век, исто е. Крест, Крист, Кресто, оно е од крстот. На виничката теракота, тоа се уникатни теракоти во светски размери, минијатури напечена керамика, представен е крст, на хоризонталниот дел пишува винце, чист македонски збор. Нашиве измеѓари во науката се обидуваат винче, според имените значило победа. А на вертикалниот дел од крстот стои круг Кристи. Сите оние повозрасни кои што служеле војна знаат дека круг кај словенците и кај хрватите е леп. Меѓутоа очигледно се зборувало и кај нашите виничани. Во Виница. Круг Кристи, Кристов, Крестов. Па тоа е пресликано во Евангелие по Јован. 6:51 до 6:56, секој нека ги почита од Евангелието по Јован, ќе види Исус вели за себе: јас сум живиот леп што слезе од небото. Кој јаде од мене вечно ќе живее. Кој пие од мојата крв, повторно вечно ќе живее. Па тоа е, затоа денеска причеста во црква е со леп, односно нафора и со винце кое што символизира крстовата, Христовата крв. Нас ни наметна грцизирана варијанта Христос, за да не изместат од коренот, да ни го сменат менталниот код. Грците немаа збор за крст. Тие го викаат Ставрос. Тоа што е буквален превод стап или ко. За крштевање баптизма. Христос е помазаник, а воскрес е анести. Па имаш Ставрос, баптизма, Христос, анести. Тотална фонетска дисхармонија. Од каде стигнале, земале по некој збор и го состави овој грчки. И се ни го продаваат за грчко. А како е кај нас? Крст, крштевање, крес, воскрес. Каде е изворот? Кого мамат? За среќа има луѓе со интегритет, не се хендикепирани во показалецот, па има што да стават начело, ќе се запрашат зашто е овака. Кој ни го подметнува? Тоа е страшно нешто што се работи. Сега, многу е важно плановите, не знам дали ги кажаме, но ги повторам, тоа е многу интересен момент, ова никој не го обработува. Има неколку автори од антиката кои што ги објавуваат плановите на Александар III Македонски. Тој уште во Индија гради 800 кораби и дел од војската, половината се враќа со подводство на Неарх по морски пат, а половината од војската како што дошла така се доаѓа пеш поред морето и договорите да се сретнат во Вавилон или Бабилон. После тоа, тие 800 кораби да заобиколат Африка од југот,
на северот, во Средоземјето да се изградат 1000 нови кораби, тие да обединат Африка од север. Он не збори за покорување, збори за обединување на народите. Да се сретнат кај Херакловите столбови денешен Гибралтар, оттаму да предат на Европа, да се направи обединувањето во Европа и да се прогласи општ мир, општа благосостојба, со една голема, најголема до тогаш позната свадба. Сите знаат свадбата во Суза, кога 10.000 македонски војници се женат со персијански девојки или благороднички, не битно и 80 високи офицери од војската на Александар стапуваат во брак меѓу нив и Александар, кој што побарал раката од таткото на Роксана и по стариот македонски обичај, кога добива дозвола од таткој, со кршење на не ја зема присилно. Па не ја зема присилно, Паријан вели не го искористи правото на победникот. Нити со жените на Дареј, нити со Роксана, нити со било која друга. Него им пружи кралско достоинство, царско достоинство, почит како кон жена, како кон човек, како кон мајки. Тоа е разликата меѓу Западот и за Западот сите тие беа робинки. Сега, дали овој Запад, кој што денес живее од воено профитерство, живее од војни, што мислите, сака ова да излезе на виделина? Апсолутно не. Еве зашто, што им смета кај македонците. Меѓутоа не е само тоа, не е само военото профитерство, не е само космополитскиот систем на владење со почит и љубов. Се што е цивилизацијски дострел во минатото, тоа е направено од македонците. Мислам, цивилизацијата е овде на Балканот. Некој се трпа во Грчка вреќа, ќе дојдеме и до тоа. И јас со децении поставувам нашиве научници, одберете сами 20 најголеми цивилизацијски дострели и културни дострели од антиката и најдете барем еден антички автор кој што тој им го припишува на атинјаните, на спартанците, на коринтијаните. До сега никој не се јавил. Имав една полемика во Нова Македонија во 3-4 наврати со една наша угледна професорка сега во пензија, меѓутоа полемика во еден правец, не возврати на ниту едно. Го понудив ова, пошто е најголем промотор на хеленизмот и хеленистичката култура, искочи со едно соопштение по медиумите без да спомне име. Не сме го разбирале што е тоа хеленизам и хеленистичка култура, било мешавина од источна, египетска, грчка и македонска. Вели што било професорка на Институтот по историја, или? На катедра по античка историја. Па ако не знае да издефинира што значи... Не може да не знае. Хелиос или Илиос, не може да ова сонце во наше древно македонско, тоа чуму е во Институтот по историја. Не, тоа е на катедра по античка историја. Не може да биде атинска цивилизација, хеленската цивилизација во еден случај. Еве, јас поставив јавно прашање преку страниците на печатените медии, преку Facebook профилот, преку емисиите на телевизија Сонце. Одберете сами 20 најголеми цивилизацијски и културни дострели. Сами по ваш избор. Од писмото, државното уредување, Хомеровите, првите библиотеки, првите музеи, првата музичка скала, првата држава, првата нација, првите градители, да не ги дам. Одберете самите. И најдете еден антички автор кој што го припишува новија 3 хеленски града. Нема ни еден. Сите го припишуваат Јохан Густав Дройзен, советникот на германскиот принц Ото, кој што стана прв крал на Грција, и го донесе за Советот да пишува историјата на Грција. Неговите дела се обичен памфлет. Наши ги издира на пиедестал као да се кузне што. Само тоа е срам за светската цивилизација. Никогаш немале символот на сонцето во нивните обележја, а ние го носиме ден денеска, кажува седерда. Ама еве зашто го немаат. Кои се вистинските хелени? Зошто го немаат сонцето? Илијци. Најголемиот познавач на така наречената грчка митологија е Роберт Грейвс. Цел век 50 години го посвети на грчката митологија. Тој
Повикувајќи се на Аристофан, античкиот комедиограф, и на Херодот, вели почитување на култот на сонцето за хелените е непатриотски чин, затоа што не е нивни символ. Не го доживуваат кој свој. Го нарекуваат неранимајко, србите во српската верзија пробисвет. Зошто? Вели направило заговор со месечината против интересите на Хелада. Гледај се тоа, па не може наши академици, наши професори ова да не го разберат. Што е асоциацијата? Македонија е има еден вид пријателски односи со Персија, договор за ненапаѓање и пружење на земја и вода, така наречено, да ги пропушта кога ќе сакаат да поминуваат. И они грците го третираат како доказ дека македонците и персијанците, тоа значи сонцето, символот на македонците, месечината, персијанците направиле заговор против интересите на Хелада и затоа сонцето не треба да се почитува. Нивниот основен символ е бувот, символот на мрак и темнината. Зошто? Па тоа го напиша Тукидид, најголемиот атински војсководец, во неговата книга Пелопонеските војни, една од најчитаните антички дела, 5 век пред нашата ера, во кој вели основно занимање на атинјаните, со кој се занимавале дури и првенците на Атина, е пиратството. Не само што не се срамеле што се пирати, се гордееле што се пирати. Так. И тоа им е основно занимање. Па нормално да им биде нивниот основен символ бувот. И бувот се врзува со така една символ на мрак и темнина. Многу една популарна се вршат езотериска организација во Соединетите Американски држави под име Bohemian Grove, каде што огромен споменик на бувот има на кој што од тие му се поклонуваат и токму припадниците на длабоката држава секоја година се собираат пред тој був. Многу интересно е тоа што ги полека демистифицираме работите. Значи го спомнавме судирот на тие две цивилизации, источната и западната. Источната се знае кои се. Тоа се древните пелазги од генот на венетите во 6 век преименувани во Словени. Најголема лага дека словените се доселиле у 7 век. Нема антички автор кој што не ги спомнува венетите. Венетите и словените се синоними. Го има запишено уште германскиот историчар во 551-2 година, Јордан или Јордане се ми го запишуваат во своето дело Гетика. Вика словени, анти и венети се три имија за еден народ. Значи синоними. Па ако венетите се синоним за словени, а не постои антички автор кој што не ги спомнува на целиот Балкан венетите и по цел Медитеран, тогаш како ние може да сме? Венетите кои они ги милуваат да ги наречат феникици, затоа што него користат В-то од венети фенеки, они го примаат, викаат писмото од нив. Ти мора да направиш една емисија во која што ќе изведем сите артефакти. Апсолутно. Милош Линдер објави карта на која што Феникија се гледа одма под Охрид. Денешна Јанина е феникици. Тачно. Кад му е феникиец, домороден. Апсолутно венетите. Брат му е Килика, крал на киликиците. Со седиште во Тепа, го пишува Хомер како тако. Ако се народ на словото кој што им го дале на неписмените грци, тогаш словен значи тој што го има словото. Апсолутно врзани во едно со друго. Нема никакво доселување. Разложи го зборот словен. Така е. Сло и вен, поклоници на сонцето од генот на венетите. Па ние сме деца на сонцето, нашиот основен символ е сонцето. Сегде го има. Без сонцето нема нигде. За лавот е земното сонце, Арслан, велат турски збор. Меѓутоа од каде Хомер знае турски зборови, кажете ме. И во Илијадата и во Одисејата зборува за Арслан. Аре е земја, слан, сланце, земното сонце. Грбот на Македонија. Кој не лаже? Све е во знакот на сонцето. Во секоја црква, во секој манастир, во секоја градба, на секој позначен објект ќе го знаеш на влезот, пред црквите, во црквите, пред олтарите, на олтарите. Дури Мајка Богородица денешниот празник кој што го чествуваме е представувана во црквите па на сите со соларниот символ. И на градите и на челото. Така е. Сега го извртат со некој, ама пак е соларен символ, затоа што и сонце и крстот е соларен символ. И кругот е соларен символ. А те сето тоа го е сега еден многу интересен случај, што мене ме поведе да истражувам древното минато, се случува уште во Југословенската народна армија, 75-6 година, јас служев во ИНА, во еден центар за дугопловно осматрање, поминав 240 дена без ден одмор под земја. Во дука само излегувавме од дука за спиење.
објектите за спиење беа надвор, иначе цел ден бевме доле. Во моје окружување имаше повеќе генерали и полковници кои се знаева состојбата. Се што се случува денес тие го знаева уште 75-та, 6-та година. Крајната цел на Западот во овој цивилизацијски судир пак е грабежот на ресурси. Ние за западњаците сме европските индијанци. Не збриша од британските острови. Старото име на Шкотска е Скитија, па Скотија, па Шкотска. Скитите се старословенско. Скитите се протословени. Се прасловените. Така. Постојбината име и не само постојбина, и овде ги има, меѓутоа најголемиот број се од Црното, мордоносно од Кавказот до Балтик. Тоа се денешните руси. Херодот вели тие се наречени скити по најмалиот син на Херакле, Скит. А па ние сме македонците, сме потомци на Херакле по неговите синови Темен и Каран. Значи ние сме еден род. Лав Ѓакон во 10 век за охриѓаните вели дека се мизи и скити. Во Атина во времето на Перикле, кога земете Фласа или неговата Грција во времето на Перикле, тој вели полицајци се скити. Зашто? Па скитите се луѓе високи, крупни мажи во споредба со данајците, куси, депасти, со гргурови коси, црномодертен. Полицајците им били скитите. Што мислите, дали скитите атињаните ги увезувале од денешна Русија? Па тоа за домородните Пелас ги асимилирани тамо. Ги викаат србите брџани, значи луѓе што се донесени од а токму и Шкотска ја карактеризира така високи планини. Шкотска кој е Скотија, Велс е Венедотија, Венецка земја, Венети се синоним за Словени. Северозападна Франција ја имам на карти на неколку Венето. Маргарита Китан Ивановска донесе една книга, автор се вика Мане. Ја пишувал историја на Мала Бретања на Сорбона пред 190 години, во која што Мане, внимавате, автор Мане. Мане што е типично македонско име. Типично македонско име. Вели, ние сме бретањците, потомци на бригите дојдени од апсолутно. Од Македонија. На својот јазик они се викаат брежоњак. Така. Сега, цела северна Италија е Венето. Тит Ливи, еден од најголемите римски историчари, зборува за две групи кои што од Македонија после Тројанската војна, значи некаде 12 век пред нашата ера, се селат на Пиринскиот полуостров. Едната иде под водство на Антонов на север, местото кај што се истоварале го крстат Троја, бидејќи се тројанци, а најубавиот град што го изградиле, вели се го нарекле Венетија, затоа што се Венети, а целата област до ден денес е Венето. Затоа градовите Равена, Верона, Падова со реката Пад, Верона со типично македонски или словенски или Фиренца, од Виренца, кај што нешто вире, со реката што терце не става Виренца, Арно. Рудине, Удине градот. Да не зборуваме. Има многу сличности. Од Берово, Берат, Беране, Берово, Берлина во Италија, Берн во Швајцарија, Берлин во Германија. Се од овде. Бер е богот на водите, македонски бог на водите. Го поврзуваш тоа со етрурците, со така наречените етрурци уствари расени? Па видите сега, сите светски најстари писма Западот не може да ги преведе. Дешифрирани се буквите, знаат кои букви од древните азбуки одговараат на современите. И етрурската, и каменото од Розета, и диското од Фесна, Крит, и критската сликовна азбука, и хититското писмо, меѓутоа не може да ги преведат. А јас би рекол, не сакаат. Кога ќе ги прашате, они ги споредуваат со сите можни јазици, од тука до Индија и Кина, или од тука до Банту и Зулу црнците, само не го споредуваат со словенските јазици. Точно. И Светислав Билбија, чуен професор од Америка, кој што го истражуваше етруската цивилизација и писмо, ги прашува зашто не се споредите со писмото на венетите, први соседи ви се, еве го Венето каде е. А тие велат зашто ги споредиме со венетите, тие се кога словените сами тврдат дека дошле во 7 век. Па гледајте каков идиотски одговор. Па дали ние ова го заслужуваме нашава наука да го премолчува? Очигледно нашата официјална наука е
од некого контролирана и исполнува туѓи Повеќе агенти. од јас. Така. И сега, хититското писмо, го смета за едно од најстарите у свет, го проведе Чехот Бежи Грозни со помош на чешкиот јазик. Диското Твест Гриневич, руски академик, со помош на рускиот јазик. Каменот од резултат Тетов и Бошевски со помош на македонскиот јазик. Светислав Билбија и Радивој Пешич, доктор на Универзитетот во Рим и во Трст или Милано беше вториот универзитет кај што предаваше, со помош на српскиот јазик. Кога ќе видиш, сите писма се читаат, сликовна разлука открит, со сите словенски јазици се разбира. Тоа треба да посебна емисија да видите како сликата изговори, сликата што ја гледаш, првата буква од изговорениот збор ја дава соодветната буква од современата азбука. Ма треба да го изговориш предметот што го гледаш само на македонски или на некој друг словенски јазик за да го добиеш резултатот. Меѓутоа Западот се прави слеп. Мене не ме интересира што Западот се прави слеп. Мене ме интересира што нашиви измекери во нашиве научни институции ова не го гледаат. Една обична менада, тетовска менада, сите ви е позната во позиција на македонско Денеска македонските тора се играат. Јас имам керка која што од 7 години идеше во игрорни групи. Првиот пат кога ја видеа, цел век се занимавам со антика, кога ја виде тетовската менада, ми рече тато, оваа игра тетовска, Мариовска тресеница. И сега гледајте, она што едно дете од 7 години го приметува, нашава наука не може. Велат, менадите биле придружнички на Дионис, биле задолжени за забава, кога играле, паѓале во транс, што доаѓа од грчкиот збор треска ој. Гледај кој идиотизам. Треска. Македонскиот збор треска ни го преведуваат од грчки. Па има ли некој што не слушнал за треска? Паѓа во треска, паѓа во транс. И животно интересно на богот Дионис. А Дионис го имаме на представа токму исто расмат на крст како нашиот спасител. Токму така. Па разложи го зборот Дионис и прочита античката древна легенда за Дионис, се поклопува. Според легендата, тој бил роден после смртта на мајка му. Значи, мајка му умира, Зевс ја спасува, неговиот татко, богот Зев, он зачнат од бог, зароден од смртна жена, го сошива во своето бедро и го донесува 2-3 месеца и повторно се раѓа. И сега разложи го зборот Дио и Нис. Дио е 2, Нис, нес, носен, донесен. 2 пати носен, 2 пати донесен на свет. Во Бустраферон читање разложи го Дио и Нес, или Нис, како сакате. Таа форма на читање, долниот ред се почиња од десно на лево, се чита син, па се качува горе од лево на десно Дио. Син на Дио. Дио во древното македонско збор е Бог. Син Божи, Божиот син. Токму како што и нашиот спасител е син Божи. Па и на мозаикот од Плавошник е представен како спасителот, како ново сонце во утробата, неговата мајка Земајла, керката на Кадмо и Хармонија. Така. Целиот тој мит кога тие се претвараат во јагули според легендата е прикажан на мозаикот од Плавошник. Ги прашувам наши археолози 6 век од новата ера. Добро бе луѓе, од каде овие божества? Кадмо, Дионис, Хармонија, Земајла, антички, во 6 век нова ера, 3 века откако веќе христијанството е воведено како официјална религија и единствена религија во Второто македонско царство од 1557 година наречено Византија. Тоа е срамно. И сега доаѓаме повторно до скитите, до русите. Русија држи најголемиот дел од светските ресурси, за кои се гладни богатите западни фабрики. Ако имаме Венедотија на британските острови, денес нивоот Венети се ословени остана илјадници топоними само. Така е. Ти денеска таму ќе ги најдете во вест Вардар, Кораб, Деша, Соча, Бојана, Морава. Дрина. Да не ги редам. Така. Во Франција останаа само илјадници топоними. Нивоот Венети не се ословени. Во Венето нивоот Венети не се ословени. Швајцарија е Вендолина. Да. Нивоот Венети не се ословени. Германија е пола и повеќе Виндија, венецка земја. Виндиш е венецки јазик. А лушичките срби Луситани. викаат Винди, јазикот Виндиш. Венецки. Кај се сега тамо овие
древни пелазги од генот на Венетите до 6 век преминување ослани. Нигде. Не збриша од Крит, не збриша од Пелопонес. Не збриша од Мала Азија, од Фригија или Бригија, Херодот вели дека тоа се македонските бриги кои се Бригите најстарите вели се преименувале во познати Фригија. Јас повеќе мислам дека е поради немањето на буквата Точно така. Б во којнето на кое што се е запишано, па бригите стана Фриги. Сега сакам да ги запрашам овие соседи. Сега е наред Македонија и Балканов, односно овој македонски полуостров. Дали се прашуваат нашиве соседи кој е после наред? Ово е судирот. Нека се сетат на изјавата на Карл Билт, нека се сетат на Ален Сифер и Лен Далас и нивната стратегија за ништење на славјанската раса. Кај ќе им биде крајот? Они се сега машата задолжена да не притиска од сите страни, да не збришат. Тоа ќе биде срама ако се случи за светската цивилизација, не за нив, не за нас. Тоа насилно може само да се случи. Тоа е страшно нешто, непоимливо. И сега, покрај тоа што тоа е дел од цивилизацијскиот судир, Јохан Готрид Хердер, 1791 година, ке запише дека славените живеа низ цела Европа, по најубавите места. Меѓутоа, настрада и беа асимилирани од своите соседи најмногу од германските племја, токму поради својата добродушност. Разликата меѓу источната и западната цивилизација ја опишал уште Јустин пред 2000 години. Има едно поглавје во неговата Филипова историја, што е всушност историја на светот. Поглавјето се вика Скити, ги опишува скитите, нашите генетски браќа. Вели тие се доброчудни, гостољубиви, го презираат златото и среброто, ја презираат лагата, а најмногу го ценат честноста и семејните вредности. А гледа нас сега Запад што ни прави. Се што значи семејна вредност, се што значи честност, се што значи презир кон богатството, тие го афирмираат. Тоа се нивни најголеми вредности. Она што за нас е војната извор на злото, за нив е извор на прогрес. Ги извртеа вредностите. Комплетно. Тие што предизвикаа милиони убиени раселени лица, десетици милиони, идат да примаат Нобелова награда за мир. Па нив им следува само нов Хак и нов Нирнберг и ништо друго. Наместо во Стоколм по Нобелова награда, тие треба да седнат на црна клупа и ќе седнат. Заради воени злосторства. Тие не застаруваат, кога и тога, макар и посмртно ќе бидат судени. Сите цивилизации се распаднале од внатре, ќе се распаднат и овие. Немој да мислат дека вечно ќе траат. Оплячка све што можеш да се оплячка, сега почнаа меѓу себе да се јадат. Ковидот е тоа, ништо друго. Апсолутно. Тие немаат излез, како да излезат од оваа криза. Нив им треба постојано свежа крв, свежи пари, свежи грабнати ресурси. А најголемите ресурси се во Русија. Само дали тоа ќе го разберат русите. Генерали, почнав за ЈНА, да не, само ќе ме подсетувате за времето, да не пречекориме. Слободно. Значи, генералите уште тогаш знаева. Тие велеа најголем стратешки интерес на Русија да има излез на топли мориња. Затоа што нивните броди од тука, голем дел од Африка, Азија, Европа го контролираат. А најголемиот стратешки интерес на Западот да ги елиминира русите од топлите мориња. Так. Не може да ратува, тоа е нуклеарна сила, нуклеарна војна не е возможна сега. Меѓутоа може да ги елиминираат незините потенцијални сојузници. Генералите, јас сум го слушал во оние ноки непреспани Во 75-6 година. Значи тоа е, рачунајте, пред 45 5 години. Вели сите потенцијални сојузници на Русија ќе бидат растурени. И гледајте денес што се случи. Каде е СФРЈ? Каде е Египет? Каде е Ирак? Каде е Либија? Сирија. Остана само Сирија и таа осквернавена. Дали ова го гледаат нашиве генетски браќа скитите, наречени руси, потомци на Херакли, ние и тие? Ние сме кити, земјата Китим, запишена во првата библиска книга Битие во 10-та глава. Во Мала Азија живеат хити или хитити, од Црно море до Балтик скити. Кити, хити, скити.
Едно исто еден племе. народ, еден исти род, една иста култура. Нека ми простат овие наши кои што гледаат само во еден правец политичари со амови. Младиве не знаат, ама јас знам што е ам. Се става на кој да не гледа на страна само право. Само право. Луѓе бре, имаме исток. Европа е грда без Македонија. И го дадов името Европа. 3 македонски принцези го носе. Го носеше сестрата на Кадмо Европа. Родена во Теба, во подножje на Плакенска планина. Единствена Плакенска планина во Европа и свет е она на Дохрид и Требениште. Тука е родена. Имаме град Европ. Имаме крал Европ, син на Македон. Јустин вели во Филиповата историја, во негово време, тој дел со кој што владеел, синот на Македон, е Европија. Европа од нас го зема името. Таа со акламација треба да не прими, не да не условува со разноразни геноцидни понуди, срамни, безочни, нечовечки. Во 21. век, при постоење на Обединети нации и повелба, при постоење на универзална декларација, при постоење на Конвенција за човекови права, во кој што член 1 во сите нив е право на само продолување и само идентификација. Тоа е срамно. Дојдовме на Дирежа да бидеме коси црти 3. 3 коси црти. Најстарата цивилизација, Прва. најстарата држава, првата нација. Се расправа со една професорка, што разбираш, ти ни се мешаш у работите, што влегуваш на наш терен? Какви нации? Нации настанале во 19 век. Ми пукна филмот, кога веќе почна жестоко, јас еден беше културен собир, со иста мера. Јас ви влегувам на терен или вие мене? И јас сум правник по професија, вие сте историчар. Што е нација се учи на правни и политички студии на прва година? Дајте ми ја дефиницијата на нација. Кои се елементите на нацијата? И одма бегање. Никој не сака за тоа. Ова прашање десетици пати сум го поставил. Настанале во 19 век. Па за да имаш нација треба да имаш држава. Хелените нема држава. Полиси, градови. Полудржавни творби полиси, така наречени градови полиси, полудржавни творби. Значи треба да имаш една територија, како една заокружена целина, на која што има еден владетел, на која што зборува еден јазик, една култура, едни обичаи, една религија и најважното свест за заедничка припадност. Добро велам, господјо, што На еден исти им фали на античките македонци? Кој од овие елементи што ја формираат нацијата им фали? Меѓутоа Западот не сме не се ни да помисли да дозволи нешто прво да почнува од Македонија, па уште и првата нација. Меѓутоа, фала му на Господа, дојде Блаже Принцевски од Канада, Винзор, Канада, професор наш, со 2 факултета, универзитетски професор. Ми донесе документи од Седрик Јао и Фриц Халхелман. Ке го сгрешам може би името, не го имам пред мене. Едниот е во Торонто, Канада, другиот мислам на Корнел универзитет во Америка. Имаат напишано книга Историја на римскиот народ и велат прва нација е македонската. Имајќи ги во предвид, цитирајќи сите овие елементи од нацијата кои што се изучуваат на сите современи студии по правни и политички. Дардан, дали си на мислење дека ние сме уствари последниот бастион? Затоа што кога ги спомна веќе скитите, тоест денешните руси или раси, они самите себе се не викаат Расија. А знаеме дека пресказ кажавме дека турците себе сами се рекувале расени. Старите срби, уствари не старите срби, до 18 век србите се викале рашани. Бугарите се вештачки направени бугари биле трачани. Значи трачани, рачани. Ама не сега, не може да бидат бугарите се турко-монголско племе. А тракиците се македонци. Ова го има запишано најголемиот римски историчар Полибие, кој што од овие простори однесен како роб, па таму станал учител на римните деца. Има напишано историја во 39 тома. Тој вели илирскиот јазик е тракиски дијалекти и во исто време македонски јазик. Значи и тракчаните и илирите зборуваат македонски јазик. Така. А Херодот вели за илирите тие се венети. Затоа се викале 196 расени раса, една раса. Значи, раси, трасени, рашани, расни е турци. Винко Прибоевич, така, еден од најучените дубровчани, живеел и работел во Италија, има книга објавена 1532 година, пред 500 години во Венеција.
за згодите и потеклото на словените, вели илирите, тракийците, он ги спомнува и мизите, значи цел Балкан освен данајците и египјаните, се македонци. Не затоа што биле поробени и асимилирани од македонците, туку затоа што нивната култура, јазик и обичаи се македонски. Идентични. Кој може денеска? Кај се овие нашиве слепци бова? Ке искочи нашиот председател на комисија со сиот ум пред сите медиуми, ние сме млада нација. А ваму на Корнел универзитет во Торонто се учи првата нација. И сега тие ќе ти треба Јуџи Борза да не брани. Наместо да не брани нашиот институт, нашата академија на наука и уметности треба да токму тоа, еве дојдовме колку сме ние сами виновни. Да. Па виновни страдаме од своји, од инсталации. Почнав со Темпо, па Крагуевачката школа, па инсталации во науката, инсталации во невладиниот сектор, во општествено-политичките заедници, од 91 година во политичките партии. Ние страдаме од нашите инсталации. Првата историја, ако земете на македонскиот народ 69 година, во издание на Институт за национална историја, во кој учествува 7 тогашни идни академици, од 1500 страници, 37 на античка историја, и кога ќе ја читате, ако еднаш се спомне Македонија 5 или 10 пати Хелада, хеленистичка култура. Не знаеш дали читаш македонска или грчка историја. Па тоа е срамно. Сами се прогласиме дојденци на трапници од заткарпатските мочуришта, не сме имале никаква врска со нашите антички предци. Па што сакате? Па тие ја направила платформата на политичарите за преспанскиот бугарскиот договор, за Тиранската платформа за рамковниот договор. И го најдоа Црпко после 30 години барање некој. Тие му ја направила платформата. 69 година ние сме дојденци. Ама сме постојали и порно под друго име Венети. Гледај сега. Па стотици на улици се звела дека Венети се староседелци. Така е. Па ако се Венетите староседелци, како сме ние староседелци? Дојденци. Ќе кажам примерот со чудесата на Свети Димитрија Солунски. Сите ја учевме, сега веќе ја тргаат од учебници, затоа што се откри. 10 години трагав и кога дознав коса на глава што ја немам, ќе ми израснеше. Официјалната наука велеше дека ние сме биле тие што го напагале Солун, а они грците го бранеле од нас дојденците од Заткарпати. Така. 10 години, кога дојдов до книгата, што ќе видам? Таму зборува за востание на местните жители од Словенско потоко што живее по селата. Го напаѓаат Солун. Тоа е бунт. Тогашните хроничари и тогашниот автор на книгата Чудото на Светите Димитрија Солунски, пишувана во почеток на 7 век, вели тоа е бунт на местното население. Солун е пред граѓанска војна. Војна меѓу местните побунети словени и солунијаните. Постојано обседнуван градот крајот на 6 век. А нашава наука не учи Солун го нападнале дојденци од Заткарпати. Па тоа е идиотизам. Тоа ли е наука? И сега ние сакаме да се одбраниме. Зарем некој може да верува дека 250.000 словени препривале Дунав со цевчиња, сега у денешни услови со камиони не можеш да ги пренесеш за 4 години 5. Дунав го видел ли колку кафе и колку е длабок? Така е. Тоа пишува некој што не го видел, што мисли дека е некој поточе таму од Кумановско или од Крива Паланка, па ќе го прегазиме. Па не е тоа. 2000-та историја се брзаше заради рамковниот договор, бидејќи не може да се крие дека венетите се веќе тука, дека се староседелци, па напиша, да, венетите биле тука, ама нивната постојбина е од земјата околу Венецкиот залив, кој најверојатно, пази сега, нашево Ману, катедрите по античка историја, Институт за национална историја, не знаат каде бил Венецки залив. 100 пати им пратив порака. Нека поминат од Ману до Универзитетска библиотека има 150 метра, од Институт за национална историја 200 метра има. Десетици карти има на кој Јадранот се гледа Венецки залив, Венецко море, Маре Венише. Како сакаш? Венецки залив, околу кој живееле венетите, не е на Балтик, тука е. Така е. А они го лоцираат на Балтик горе. А нашава наука цело едно море пресели од тука. Најверојатно бил на Балтик, за да ни ја продолжат да ни ја сервираат лагата, ние сме дојденци да таа лажна
измислена задкарпатска. Кој што збореците или хипербореците не ги преселија од овде, ги однесла горе на Северен пол, токму за да ги оддалечат што повеќе од тука. Да, ама треба да читаш, бе. Треба да читаш, Владимире. Земи античка карта, знаеш ли каде е планината Бора? За грците е север. За нив е север. Хипер, север. Па ниже или Кожур. Едната е Парнас, другата е Бора. Бореците. Еве ти ги бореците, еве ги хипербореците. Северниот ветер дува за нив, свеж ветер, тие се високи снежни планиници, тие се преку 2.500 метра, за нив е Бореј. Од Бора доаѓа, Така е. а не од Балтик. Кој не лаже? Се странно што се прави. Како сме со време? Имаме време, слободно. Уште колку? Или сакате да направиме мала пауза? Не ми треба пауза. И сега, кога веќе ги лоциравме сите овие инсталации во последните не само 30 години од самостојување, туку ти велиш и во 75-6 година веќе имало насоки што ќе се случува. Све се знаеш. Дојдовме на Дереже Српко Муртински да не продаде топтан. Име, идентитет, коси црти, Па видите, он Гоце Делчев, сите такви луѓе Бугарин, Денко знаете, Малевски, кој знаете. што во 90-тите години беше наш амбасадор во Обединените нации, дојде јавно да каже на телевизија, па што Гоце Делчев бил бугарин. Имаат ли тие луѓе образ малку? Или ѓони име образ? Па, И што е најинтересно, Јас ги каде е тука нарекувам- опозицијата, најголемата опозицијска партија да се спротистави на сите овие обиди? па тука е најголемиот проблем. Македонија нема опозиција. Тие се лици и опачина на една партија. Исти извори на финансирање, исти ментори, исти методи на владење, исти програмски цели, лажи едни, лажи други, едни се откажаа од Александар, други од Филип, едни се откажаа од Самуела, други од Илинден, трети од Аснон. Едни да подпишаат декларација со бугарите, други направиваат договор со бугарите. Го прифатија Преспанскиот договор, ги признаа овие најлажирани избори во историјата со два срамни приговори на волку предавства, на волку велепредавства, ти да... Пенал има Дардан. На такви предавства опозицијата имаше пенал да го шутне пред празен гол. Да поентира и да победи со 65 Јавно кажават патени. дека е завршена работа Преспанскиот договор. Бугарскиот договор, Тиранската платформа, Да. некој друг е заклучени, што се ние ќе спиеме. Па каде бева? За таа работа се вади 200.000 народ околу собрание. И нема Така е. одење дома додека не се заврши работата. Со едни мирни демократски прописи како што тоа правеве во Бугарија, како се прави во други земји. Излагавме ние. Во недостаток на присуство на опозицијата, излагавме ние, обичните граѓани. И моравме да се заштитиме, да створиме родина Македонија. Се надевам дека повеќе и повеќе од ден на ден ќе ни се приклучуваат и членови и други организации. Ние нема проблем други организации кои што ќе го направат тоа што ДПМН не можеше да го направи, што му беше должност. Фингираа расправи во собрание. Така. Не излегува, не го напуштија кога се насилно менуваше уставот спротивно на референдумската волја. Името Македонија не е донесено на референдум, не е донесено со закон, не е донесено со устав. Па да го смени со дека. Нашето име исконско, свето, библиско, наследено. Јас тоа сум го добил во наследство од моите предци. Секој македонец има запишено во катастарот идеален дел од името Македонија и македонец. Шекеринска, Заев, Димитров може да го продава својот идеален дел. Така. Што сакаат да прават со него. Не можат мојот, ја мојот не го продавам. Ни по која цена. За мене нема цена името, идентитетот и достоинството. Кажав преска. Ако бирам, преќе одберам физички геноцид него овој идентитетски умирање на рати, легнување и станување со душевна болка. Странно. И кој е тоа безобразие, Дардан, најголемата опозицијска партија да каже некои се идни Ама генерации ќе го немаме вратат. опозицијата. Опозицијата е корективна власта. Сите погрешни потези на власта треба да ги спреши. Има еден куп методи и начини тоа да го стори. Може да го напуштат собранието, да ги вратат Така е. мандатите, да го спречат трансферот на пратеници, да го спречат 27 април.
ги пикнава у затвор за да го исплашат народот родолюбивите кои што отидоа како сами, како без глава, предадени од своите водачи да го бранат собранието, суверенитетот и интегритетот на државата и народот за некој да го продава. Не може тоа така, Владимире. Ке дојде време, ова се кривични дела од најтежок вид, кои што не застаруваат. Ти како правник знаеш дека кривично дело се на суд се решава, се процесуира. Не во парламент, не во ништо. Фала Богу, не се злосторничко здружување и оние кои што го бранеа парламентот на 27 април. Злосторничко здружување тие што се здружија, што насилно го подпиша договорот со Грција од неовластено лице, ратификација од неовластено лице, спротивно на волјата изразена на референдум. Името Македонија е констатирано утврдено на референдум од 8 септември 1991 година. Таа одлука не е променета. На 30 септември 2018 година народот кажа не за НАТО, не за Европска унија. Како влегува во НАТО? Со која одлука? Тоа е воен сојуз. По уставот треба повеќе од половината да излезат. Така е. Резултатите од референдумот ги соопштува Државна изборна комисија. А кај нас пред да излезе Државна изборна комисија, искочија Заев и Димитров, повише гласа од оние што излегле, гласале. Чекај бе, ти имаш ли устав и закон бе? Што е ова? Класично кршење на устав, на закон. Тој криминал од највисок ранг. Тие кога тога мора да одговара. Ако не избегат. И да избегат кај да е ќе ги најде Интерпол. Тоа се злосторници према овој народ. Не можеме немото Исусово свето библиско име што го носел дедо ми, парадедо ми, чукун дедо ми, илјадници години назад, што е запишано во Библијата, некој да ми го продава. Така е. Тоа мора да се казни. Меѓутоа за немаме опозиција. Не сакам да излегувам и да зборувам, тоа треба да си го реши ВМРО, затоа што не знам кој свет стои се за овие барања за промени, меѓутоа таму треба да дојдат родолюби кои што се сакаат државата, кои што ќе излезат и јасно и гласно ќе кажат дека Преспанскиот договор е ништавен, не произведува правно дејство. Дека за нив не апсолутно не сите постои. закони, сите меѓународни договори што се спротивни на императивните правни норми од меѓународното право, како што е декларацијата, универзалната декларација, Виенската конвенција за договорно право, на Конвенцијата за човекови права, тие не произведуваат правно дејство. Се директно спротивни. Има начин како имаме ние правни експерти и во земјата и во странство кои што ќе помогнат. Тоа е цивилизацијски застор од највисоки размери. Ти да уништиш, ти не можам да го разберам тоа. И тоа како ќе дојде? Се остана македонскиот народ обезглавен да се подпира на мали партии, еве како што е Родина, како што е Левица, еве да ги спомнувам и другите, не ги знам кои се, што се, многу од нив се формирани и од службите. И од службите со одредена цел да го одлечат патриотското гласачко тело за да може оние злосторници за што ја владееваат да останат и понатаму на власт. Па ти изборен маркетинг да го прифатиш и да молчиш. После изборите зема го сменија статутот, го извича из името Македонија. Да. Еве за сите оние што не гледаат. Која порака упати ВМРО до странскиот фактор, до неговите конкуренти од СДШ, да не ги употребам правото име, сите го разбираат. Која порака упати до Алија Ахмет и албанскиот фактор? Внесете не во влада. Да влеземе во влада, еве од све се откажувам. Бришеме име Македонија, прифаќаме Преспански, прифаќаме Госмета, искочи Муцумски, завршена работа. Како бе завршена работа? Како може да збориш за нешто што е спротивно на домашното и меѓународното право? Директно ги крши императивните норми и од домашното и меѓународното право. Тие не може да произведат правно дејство. Тој ги призна. Наместо да искочи да го изведе народот. Тоа е поголемо предавство од тоа што и да е ако тие не го сторат, ќе ачат овие мали партии, народот ќе го бара својот излез од оваа страхотна криза, страхотна небитнина, кога и тогаш битката ќе биде долга, меѓутоа ќе истраеме. Тоа е страшна работа, меѓутоа за тоа ни требаат многу работи, Владимире. Ќе треба прво да изградиме опозиција. Опозицијата е коректорот на власта. Без опозиција нема опстанок
на државата. Ке мора да ги утврдиме прво македонските црвени линии, кои што ќе бидат задолжителни за сите, кој год дојде на власт, ќе мора да ги почитуваат. Ке мора да го вратиме Аснум, ке Аснум, мора да го така е. вратиме суверенитетот, ке мора да го укинеме одлучувањето со консензус. Консензусот е начин за владење на малцинството врз мнозинството. Класичен апартхейд ни направи. Ако е тоа добра работа, консензусот, што не го применуваат западноевропските земји? Така, и во Америка. Што не го употребуваат во Америка? Така. Нас овдека не наметна. Ни барава федерација, нашиви идиоти им дадоа цела држава. Барава премиер албанец, што мислиш, го добива ли? Де факто, да. За кратко време ќе биде и де јуре. Па со консензуално одлучување во владата. Не може прв Српко да одлучи, вице-премиер, ето така, како не го пропишува. од ДУИ, ќе може ли донесе некоја одлука заев без согласност на ДУИ? Па кој ќе ја води владата? Де факто имаме веќе албанец премиер. Па ние го промовиравме сега со овие најнови работи и постулати што ги прифати СДШ, ние го промовиравме Зајцо енглеска кралица. Ќе биде само фигура, а ќе владее некој друг. Па ќе ти проаѓа и двојазичност, ќе ти проаѓа и федерализација, не федерализација, цела држава и тиранска платформа. Па тоа е нефункционална држава направила бе. Со двојазичноста у судството, каде го има Не е тоа? ни протекторат, Дардан се Остај што е скупо, не може да функционира државата Така рече. е. Ја закочија во сите сегменти, во сите сфери. И само прашање на време кога економијата ќе колабрира, како последица на неговите неразумни политики на Па нема задолжување. друго, па тоа е и целта, да не клекнат на коленици, да се разнебите државата и да се растори практично она што го сака Кога народот е гладен. 13 година во Балканските војни и Букуреш. Значи, битката ни стои прво на домашен план. Овие работи, домашни задачи мора да се ги исполниме. Меѓутоа треба и во соседството. Ние мора да најдеме истомисленици во соседството. Така е. После нас доаѓа, не го знам само редоследот, дали Бугарија, Црна Гора, Србија. Еве Црногора веќе Само знам имаше предвадена во нивното собрание инцидент во престојните избори. така. Се жестува атмосферата. Србија не е ништо подобра со Вучич. Значи, сите ќе дојдат. Ако е судиот меѓу источната и западната цивилизација, помеѓу православието и католицизмот, нема дилеми дека и они ќе дојдат наред. Ќе ги употребат како крпи за еднократна употреба, како нивни измекери, а после еден по еден ќе ги ништат. Ние, ако сакаме да обстанеме, мора да се сплотиме. Само знам дека последна ќе биде Грција, затоа што и она е православна. Така. Да не заборавиме, данајците и египјаните, оние со црно-модер тен, со грегурови коси, куси с депасти се само 20%, дали се толку? Така е. 80% се наши генетски браќа. По хаплогрупите Дардан се Све констатира. ми е да. јасно. Ако земеш Албанија, гегите не знам дали се повеќе од 20%. Меѓутоа владеат на 80% домородни Значи класичен Телазги, апартхейд Венети, имаме и во Словени, Албанија, и во Македонци, Греција и како кај нас. сакаш. Во Бугарија, црно-жолти со коси очи, не знам дали се повеќе од 20%. Не верувам дека. 80% се наши генетски Наши. браќа. Еве им предизвик на нашиве политичари. Сега на удар ќе биде јазикот. Финалето ќе го имаме со јазикот. Не е името проблем. Проблемот е јазикот. Јазикот го содржи кодот кој што го дешифрира Така е. минатото. Затоа бугарите ги остават финалниот удар да ни го зададат со јазикот. Бугарски дијалект, да се прогласиме бугари ако сакаме во Европа. Еве сега предизвик за нашиот премиер, за министерот за надворешни работи и за историчарите во историскиве комисии. Нека го постават вистинското прашање околу јазиците. Кој јазик денес се зборува во Бугарија и од кого го зедува? Не е вистинското прашање кој јазик се зборува во Македонија. Бугарски не е Ги сигурно. цитирав Киндер, Хилгеман, Да. Вебстер, енциклопедија, сите велат до 19 век, сите словенски јазици се велат во група македонски јазик. Бугарски не го се збори во Бугарите Татарстан. се турко-монголи. Така е. Нивниот јазик е турко-монголски, го донесува од Казан на Казан. Волга. Така е. Меѓутоа, во нивната историја, во нивната Бугарска академија на науки, ќе прочитате дека кога дошле, го дали името Бугарија и бугари, Но го превземале целата култура од староседелците.
Многу земале јазикот, внимавај. Во нивната историја сме го земале, вели, јазикот. Јас со децении прашувам, кој јазик го земавте и од кого? Освен македонци во тоа време, други тука немаше. Освен македонски јазик, тракијците се македонци, Така. илирите се македонци, мизите се македонци, ние сме македонци. Србите беа македонци, црногорците беа македонци, бошњаците беа македонци. Целиот Балкански полуостров. Па македонски се полуостров велеше македонски, така е. почеток на 19 век. Да. Тоа сите го знаеме. Еве предизвик наши историчите да го продадат. Кој јазик сте го земали и од кого? Да не малтретира. Да, во Европа, ама само Мислиш дека ќе го со достоинство. ќе се одзват на твојот апел? сега? Боже, сачуве. Што ќе одговорат? Што ќе одговорат? Ниту знаат, ниту знаат. Хеленизмот и хеленистичката култура го има најголемиот промотор во историјата на човештвото и најдолговечните промотори. Почна со Јохан Густав Дройзен, меѓутоа тој си најде двајца страутни промотори, кои што ги прифати Западот, ги прифати и нашиве соседи. Едниот е Кјуб Златов, другиот е Чанта Подмасова. Имаат скоро 200 години, немаат напишено ни една книга, својата теорија за хеленизмот и хеленистичката култура ја шират со тивко тропање од врата на врата, од маса на маса, а најчесто под маса. Тоа се Чанта Подмасова и Кјуб Златов. Ниеден жалтош. проект за докторски, магистарски студии, за пишување книги, за истражување по архивите, ако не се промовира хеленистичка култура, не се издава. не се финансира. Нашиве научници го знаат. Тие повеќе сакаат да му веруваат на Кјуб Златов и на Чанта Подмасова, него на Херодот, Страбон, Аријан, Јустин и да не ги редам сите антички автори, кои што сите цивилизацијски дострели ни ги припишуваат. Ниту на модерни бе, како борза. И финалето, ако сакаме општо, ние мора да најдеме подкрепа во големите сили кои што ќе не поддржат. Ние мора, во Европа ни е местото. Меѓутоа, нашиот космополитизам налага да гледаме На Евроазија. и на кај исток. Така е. Ние бевме тие што го обединувавме светот. Зашто да си ги затвараме светот? Сакам да имам избор. Кој ќе ми понуди подобри услови, со него ќе тргувам. Ќе живеам со сите. Тоа е едно исто копно Дардан, тоа е вештачка поделба на Европа и на Ама Азија. ќе живеам со сите. Тоа е Ќе еден ги почитувам континент. сите. И ќе барам сите да ме почитуваат. Зошто јас да плаќам за над 2,2% од бруто националниот доход? Тоа е негде близу 12 милиарди досега годишно. 2,2% е околу 250 милиони евра секоја година Македонија на сите маки треба да двои за НАТО војските, за неговите фашистички и уништувачки Така е. походи И низ па целиот тука свет. доаѓаме до целиот процес што го дискутираме последниот половина час. Не втурна во НАТО за да се прекине гасоводот на русите и кинескиот пат на свилата. Затоа што токму како што кажа ти, треба да погледнеме на истокот каде што доаѓаат буквално суровините, гасот, ресурсите. Нафтата. И треба да прифатиме за некои се алтернативни варијанти на газ кој ќе доаѓа од Америка во боци од шкрилци, популарно наречен, или И некои се кошка. алтернативи на газ од Израел. Боже, Ама гледај сега. Германија направи еден гасовод, сега гради друг. Зошто да ние да не? два го стрима. Ама гледај, они добиваат скоро двојно поевтин газ и нафта. Зошто ние таа привилегија да немаме? А бевме ставени во агендата. Тој што ќе го изгради брзиот пат, брзата железница, тој плаќа. Апсолутно. Тој што ќе го изгради водениот пат, Солун-Белград, најефтиниот превоз, плаќа. Тој што Инвестира. ги извади нафтовод и гасовод, плаќа. Наместо ние да наплаќаме, Да имаме бенефит наместо од да нашата имаме положба. бенефит, да имаме поевтини ресурси, да се отвориме инфраструктурно кон цела Европа, ние како коњите со амоите Европа, 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 она геноцидна Европа кај што ја донесе Лисабонската декларација во која што ти бара може да влезе ама не како Македонија или Загребската декларација со која што да ќе влезете ама мора да го исполните ова што ви го бараат бугарите. А бугарите бараат да смениш јазик. Тоа Тоа е е срамно за светската цивилизација.
Како да се обединиме, како да се спасиме сите ние на Балканот, како да најдеме, тоа е вистинското прашање со сите наши соседи. Сите не чека иста судбина, сите ни ги разграба сите највредни нешта што ги имавме. Се буди народот, Дардан. Народот се буни, Да. меѓутоа треба политичариве да се разбудат. Од овие Тие мора да одговарат за овие злодела што ги направива. Ние мора да направиме, како ова ќе го направиме? Ние мора да учиме од дививе западњаци. Мора да учиме од Ватикан. Ватикан е организиран над системот Цезаропапски систем. така. Папата е врховен поглавар на сите католици во светот. А ние во православието прифативме систем на помесни цркви. Тоа значи држава, црква. Секоја суверена држава си организира своја црква. А ние Нас не го скратија тоа право. и тоа не го почитуваме. Така е. Најстарата автокефална црква беше нашата во Сега Словенскиот свет. јас добив од овој Прота Стојко, беше секретар во Скопскава епархија, почина, Бог да го прости, ми ги даде сите документи од Вселенските собори, од Никејскиот до денес, и таму е стравот не одлуки. Има став на Вселенскиот собор. Одлуките донесени на Вселенскиот собор и папата се вечни и непроменливи. Тоа значи една црква, еднаш црква секогаш црква, еднаш патриаршија секогаш патриаршија. Така. Затоа Охридскиот поглавар до 1767 година до и радето се потпишувал со зелено мастило, што е привилегија само на патриарсите. Тие документи се собрани од Света Гора и од Затоа ли Јустинијана. ни го убија Самуила? Заради таа Охридска архиепископија. Па Самуила беше друга работа. Има една германска карта, ми ја даде покојни Гоце Жура, неговата керка работи во Германија. Убаво се стои. Самуиловото царство го сметаат за македонско. Македонско. Царство. Така и се декларирал само. Извадивме од интернет, прв го обладени Блаже Ристовски, после него и Александар Донски од Штип, една гравура единствена која со името на Самуиловата држава. Стои Склавинија над главата, а има 4 граци, 4 девојки. Ова која што над главата има Склавинија со карактеристична наша славјанска македонска носија. Рим, Германија и која беше другите, сите им стои над главите. Тоа е единствено словенско царство. Склавинија, не е Бугарија. Така е. Кој не лаже? Бугарија го искористат. Има еден страх да ми смети, просто ме вади од кожа. Острогорски, најголемиот византолог на Балканот, објави една карта од 1025 година, тематската поделба на Византија. Византија била поделена на воено-административни области, така наречени теми. И сега Тракија е наречена тема Македонија, а Македонија тема Бугарија. Парадокс. Сега на тематската поделба, административна област во рамките на Византија, тие третираат како државна бугарска творба. Ама тоа е со територијата која што им била дадена на управување со договорот меѓу Константинопол и Преслав. За да се откажат од католицизмот и да го прифасат христијанството од Цариград. Ама не им е дадена Јустинијана Прима. Јустинијана Прима од првиот ден, таа е апостолска црква. Така. И затоа имала специјален статус во Византија. Затоа нашиот Петруш од Таор, да. Скопско, го запишуваат Петруш, зашто нема ш во латиницата, па се бунат. Затоа тој и неговиот хроничар Прокопије, неговата црква ја нарекува Глорисима префектура. Тој вика ја основал за својот народ и дава автокефален статус. Секогаш Охридскиот поглавар седел до оној од Рим и од Константинопол. На исти рак. Затоа што е апостолска црква. А папата Николај ми се чини први, беше 859 година, значи пред скоро 1200 години, вели постојат само 4 вистински цркви формирани од апостолите. Една од нив е македонската. Ерусалимската вели и Константинополска не се вистински затоа што не се формирани од апостоли, него со државен декрет. Ова е истражување на професор доктор Петар Поповски. Има една
двотомна историја за црквата, стараотно дело. И сега Никој не ќе го- искочи дедо Наум не и го Партени, ќе бараат Мајка црква, Мајка црква сме во биле Бугарија. екзархиска црква, Боже сачувај. А во нашиот устав, нема се повикаат на уставот на Македонската православна црква, тие се повикаат на бугарскиот устав. По бугарскиот устав Јустинијана прима била бугарска. А по нашиот устав не те интересира како е. Тој владика, па тој треба да заврши првите избори кога ќе дојде народна власт, сите тие владици треба да завршат по Брич. древно македонскиот обичај, бричени, стрижени, качени на магре со опашка во рака. Така е. И така има да завршат. Тоа да им е јасно. Не може они апостолската црква, првата црква во Европа, кај ќе бараат црква мајка? Кој може да биде црква мајка на црква формирана од апостоли? Бугарската формирана 870, Во таму. српската 1219. Тоа е странно. И то купени со златници. Купени со златници као да е стока. Нас не треба ни фали тој Сеправославен сојуз. Во Константинопол, Вселенската патриаршија, ја создадат 5-6 грчки цркви со по 200, 300, 500 илјада верници. И Кај Вартоломеј, сме ние бе 500 илјади најголемата Така е. раса, најголемиот род во Европа, нас ќе не водат 5-6 печес фанариоти. од фанариоти од Константинопол. Колку има православци у Константинопол? У Никеја, у ти реков ми И рече. не само што не води, него направи раскол минатата година. Па Со направи раскол. со признавање на украинската Тука треба да се автокефалија. да сите православни цркви, ние ќе се направиме се православен сојуз. Вие сите кои што се. Ние ќе си го прокламираме изворното крстијанство. Крстијанството, избраниот народ за спасение во Новиот Завод не се евреите, Така. не се грците. Грците до 6 век кога ги кинува паганските школи, Јустинијан односно Петруш во Атина се пагани. Во Има- Македонија има 500 Дори ранохристијански има и базилики. бунт, Цела да. Европа нема толку. Нема. Тука е изворот на христијанството. Во посланието до Солуњаните апостол Павле на македонците му вие сте избран народ за спасение. Модел станате за сите христијани. Сите треба да се угледаат на вас. Само вие ме помогнавте, само вие ме дарувавте. Вие сте избраниот народ. И тоа не го прочита дедо Наум, Нардан? И Партени? Што очекуваш од нив? Палењето на огневи било од српската окупација. Бог да чува. А тоа Нашите кога палеа символизира оган, во антиката за кого палеа? така искрата што преска дискутираме. Креснување искра се раѓа кресто. Така. Сонцето, да се роди новото сонце. Јас ја објавив мојата книга Има осветлени рани, тоа е случај книга на македонски манифест, јас имав текст тамо од 70 страни и 40 страни имав Македонија искон и вечност. За Птоломеј Клавди, најголемиот географ и астроном, има 2 документа објавено. Тој живеел од 87 до 150 година. Има зодијак и календар. Во центарот и во двата е со Исус представен како сонцето. Птоломеј Клавди, најголемиот антички географ, вели за првите крстијани Исус е сонцето. Така е. Отецот Затоа. беше сонце, македонците го славеа 25 декември раѓање, 22 март умирање, 25 март воскреснување. Заврши старата ера, се пренесе во христијанството. Денес на истите датуми ние го славиме Божиот син. Значи ништо не е променето. Ништо не е променето. Значи, наш спас е тука. Црквата е стожерот. Нема поголем обединувачки фактор. Ние мора да се ја сочуваме црквата. За жал, во неја имаме само еден бисер. Да ни го поживи Господ од Веле Сагат Ангел. Ова све другото, све намагарења бричени и стрижени. Нов црковно-народен собор да дојдат македонци. Клучната улога ќе одигра во источното православие црквата. Таа може да биде обединички фактор. Меѓутоа, ние треба да најдеме сите православни да собереме сили и да почнеме да работиме на тоа. Доста со овие уцени и закони смени име, смени идентитет. Дај пошти, дај банки, дај ова, дај она. Живе од грозје кој што ќе ти го плаќаат. Кај нив е 100 евра флаша, а овдека пола евро неки. Ма какво пола евро, 10 центи ти го плаќа грозјето. Толку. Тоа е срамно. Уште и му забраниле на земјоделецот
носи во други региони да го продава, па и забраниле други земји да откупуваат. Му дале монопол на печат винари во Тоа со Македонија. тутуно што не го прават Па ја, последните 100 години. јас сум лаик во таа работа. Мене денес за 5 минути ќе го решам проблемот на винарите, на тутунарите. Откупни центри, брат, кој сака да откупува, Така е, кој ќе понуди плати, повеќе? кој ќе понуди повисока Така цена. е. Парите се тука, богатиот земјоделец е богата држава. Тој тие пари ќе ги изгради во куќа, во коли, ќе ги остави во супермаркети, ќе ги остави во намештај, во... Ќе има обрт. Ќе има обрт. Така е. Значи не треба да се Кој ќе нешто, му плати повеќе, тој ќе работи. не треба да се Тој ќе го земе пос- гроздето. Нема да ги давам на олигарсиве. Да му нудат 6 денари, 8 денари, 9 денари и 2 години ќе го тегнат со плаќање. понижувачки цени за уништување комплетно на земјоделието. Во земја како Македонија, која што во песните знаеш стари е опеана сонце грее од 3 страни. Значи буквално ние имаме по 2 пати жетва во година. Па имаме негде и 3 пати. Значи можеме не само да се прехраниме од квалитетна храна, дури и да извеземе. Јас сум израснал во занаечиско и земјоделско семејство. Познати ми се тие работи. Знам што значи земјата, знам што значи трудот. Знам што значи Најголемото стоката. богатство. Дури читав пред извесен период Дардан дека дури ариците потекнуваат од Македонија затоа што самиот збор ар риец е кованица од ар земја и оној што рие што ја обработува. Значи првите познавачи на земјоделието се всушност ариците. Епа, види и кој се. Сите стотици, илјадници има автони цела Европа, древните македонци се занетли и сточари. Први. Сега се и открива по земјоделци и така. сточари. Земи ги скитите. Што вели Херодот? Потомците на Скит, најмалиот син на Херакле, нашите братучеди. Вели, скити земјоделци, има цела една книга посветена на скитите. Да. Скити сточари и кралски и сколоти, скити сколоти. Да. Тоа се веројатно тие кралските школувањите што ги давале кралевите. Сколио, тука дојгаш. Па исто и кај нас. И не е интересен фактот што, например, Македонија се врзува нели во антиката со поимот Ематија или Матија, што значи мајка, во Албанија се вика Ематија. Далмација, Далматија, Сарматија, скидите по друго име Сарматија. Нели е тоа се едно поврзано? Тоа е еден голем род. Цивилизација, иста култура, гледа етимологијата што ти зборува. Цивилизација на Божицата мајка. Па Ематија е Емат е синот на Македон. Така. Другиот е Европ. Те му го заборив сега. Значи Не стварно помнам имале кои се многу големи западни Значи, сили и- што да уништат овдека. И Јустин ти вели во еден период, дело што го владел Емат или Амат, е Ематија. Албанија е Ематија во продолжение и Далматија. И сега гледај ги, студирај ги далматинците, студирај ги црногорци и нашиве мијеци. Исти. Истите бешви, истото Округлата капа, капче, теменидите на истото теме ги кепе, носат, високи, крупни, стројни, горостаси. планински луѓе. Па што ти зборува тоа? И истражувањето се Гледај ги сега нахапало имињата. Да. Бокан, Жунгул, имаш фамилија Жунгуловци. Дуко, Луко. Жунгул имаше у Да. Хајдук играше у Сплит. играше. Па гледај ги, значи истите имиња, истата етимологија, истите носи. И велат, вела митологија, ама митологијата е скриена историја. Ама не е митологија генетиката. Еви го хаплотипот I2A, кој е најраспространет на Балканот, не на Балкан, него конкретно на овие предели, кажува дека ние сме протоевропејците, првите европејци. Ама нема дилеми тука. И горе, ама на тука- север, ама кај треба викинзите, да ги и едена. соберете, треба да се поврзе она што го пишуваат Така. античките генетиката. Тука има мала разлика меѓу тракиците, меѓу илирите, меѓу мизиците, меѓу македонците. Античките автори сите велат, за сите ни велат дека се македонци. Ако ги собереш, процентот нема да биде 30-40%, ќе биде над 80%. Точно. Од каде, кажи ми ти мене, 10.000 зборови од античките македонци и ден денес ќе ги користиме во јазикот, ги користат и другите славенски јазици. Од каде Константин Циулка, Костурчанец, грк,
директор на грчката гимназија во Битола, 1907 година во Атина објавува речник на 4000 славофони зборови, во кој што вели дека се од античкиот грчки јазик. Значи фактички Што грчкиот тие ги јазик земава од скитите од Балтик, нема логика. и земава од домородните пелазги, Точно. во кој на речникот имаш преку 2000 македонски славянски зборови. Ташко Белчев на надгробни споменици најде 900 словенски зборови. Тентов и Бошевски едно парче камен од Розета во Египет 400 И на И толку кусур. бришење на топонимите Кој во Грција, наши, не ги избриша сите. Им стоат волос, крит, мислам, крв, типично наши македонски Ај кој зборови. ги именуваше? Да не викна кумови за терапати да го именуваат островите. Крв, Крит, Сам, Род, Дел, Пар, Андоро, Лада, Нило, Волос, што викаш ти. Така е. Карпатос, кој ги именуваше? Чиви се тие имењки? Данајски, египетски, арапски? На толку Кој именуваше обиди за- Божицата на мрак и темина Нокта? Немаат ќепак Нокта запишуваат. Кој го именуваше Богот Дарон, тој што дарува здраве? Кој го именуваше Асклепие, тој што помага да се склепа здравјето? Кој ја именуваше Божицата Лето, Лада, Јарон, Јара? Сите на надгробни плочи ги имаме. Јас сум ги пуштал овие емисии и на Facebook. дојдовме у 7 век, у 6 Кој век. ја именуваше Божицата Котито? Замислите, била грчка божица на плодноста. Па како збориме ние кога ќе ни се окоти мачено, кучено, Се окоти. се окоти, нели? Така е. Божицата на плодноста на Јано била Котито. Од каде божици во Атина во времето на Перникле слава, берба и мир? Типично македонски или словенски зборови. Божица на мирот била мир. И мира некоја запишале. На грчки е Ирина. Ирина. Ето така. А зошто не е Ирина божицата, него е мир? Зошто е божицата на жетвата берба? Зошто божицата на прослави и свечености е слава? Црпко излеа знае зашо е така. А црпко е. Абе тој не знае ако стане саба или ако не се фати за задникот, не знам ли глава или задник, бе, не може да ти Бога. Срам ме фаќа како дозволивме како народ со таква традиција да ни дојде некој како Наметнати цар. се тие се инсталации кога и тога и тие ќе си го најдат местото од кај што им е, место тие мора да завршат на црна купа и во Што Идризово. побрзо Дардан треба да заврши. Па требе, ама за тоа ни треба да изградиме опозиција као коректор на Така е. власта, да пораснат овие мали партии малце да израснат, меѓутоа не им дозволуваат. И дозволат како што на тебе не ти дозволуваат да бидеш гостин и да ги кажеш овие прекрасни знаења на што поголем број на македонци, на големите медиуми, тамо си блокиран, така се и малите партии, Родина најповеќе е блокиран. Да сум само ја. Пред една недела направивме најрадно прашање. Кој ќе најде од 2018 до сега каде Родина настапува во еден официјален медиум, мејнстрим, државен, награда има од нас. Нема такво нешто. Абе, кај е нашиот бард Ефтим Клетников? Тотален мрак. Ги нема Си го видел ли негде Васи Лилјов? Василјов. Си ја видел ли негде Маргарита Кидар Ивановска? Нигде. Сите најголемите македонисти се Си го блокирани. видел ли од кога не си го видел? Милош Тенто? Линдро не ни знам каде, искрено. Милош Линдро, кој го повикал? Никој Тој е не гениалец. Неговите во Србија дела- го слават. Сами ја знаеш да. Па знам, јас бевме заедно на една трибина таму, не Така. поканија. Дури му ја привезема Драган Јовановиќ му ја зема тезата за Исусот Охрид на нашиот Линдро. А овдека тоа не се ни споменува. Како ќе се спомне? Еве, кај се овие луѓе кои што? Каде е Вангел Божиновски, си го видел ли не? Не. Каде е Љубен Стојановски од Битола? Го преведе кој не речникот? Значи Кај мораме Кирил да Добрушевски да го направиме викнат? јас во име на Го Родина. има венецко-италијанскиот речник. Така е. Во име на Родина ветувам дека ако дојдеме во позиција да креираме власт, дека националниот канал ќе биде 80% образовен. Сите овие работи што ти ги кажуваш и за сите Ама твои има многу луѓе како луѓе мене што ги набраш, да што сум се само блокирани, ја. треба да бидат лектира. Сакам нека ми прости некој што не ги спомнал, сега не можам сите. Да, не може сите. Во Треба моментот да не. бидат присутни 24 часа. Да има специјални канали. Ама треба да се воведе во образовниот систем, да образовниот влезе во систем. учебниците. А не нас ни донесе увезува 69-та година историчари од Србија, од Хрватска, од каде не,
Македонец немаше што пишува историја. Немаше. Срби, хрвати, власи, кој не, само македонци нема. И се занемаруваше фактот што еден Мауро Орбини на времето кажува дека сегашните македонци и античките се потполно ист народ. Дека нема Знаеш ли никаква како е преведен Мауро Орбини? со фалсификат. Не еден дел. Не. Да, Преведена е пола книга. пола книга. Тоа што им одговара. За да не бил заведени народите на Балканот, затоа што во нив зборува за присуството на словените на Балканот пред 7 век. Регнио ди Слави, царство на словените. Царството на словените му е книгата. Првиот дел кој што зборува за древноста, нивното присуство овде, тој не е преведен. Па кој е страм, го преведува србите, тој е страм за целиот српски народ. Демек ние ќе ви ја соопштуваме историјата, нема што вие сами да читате. Така, им ги убација Караџорџевиќ. Тоа е срамно. Да го Како што поништа- кај нас се да. прави со чудата на Свети Димитрија Солунски. Излез од оваа цела ситуација. Па излез од целата, само кажа се православно обединување пред се овдека на Балканот, ние сите имаме историја и за извоз. Немаме што да делиме, сите имаме со што да се гордееме. Единствено што ни останува да се прифатиме такви како што сме, да ги прифатиме границите такви како што се. Разврската на сите проблеми што ги имаме меѓу нас исклучиво според меѓународното право, според повелбата, според правото на самопродлување, самоидентификација, според универзалната декларација, конвенцијата за човекови права. Немаме потреба од договори. Ако јас и ти се почитуваме, што ќе ни е договор? Не ни треба. Ако јас сакам тебе да те асимилирам, тогаш ќе ти наметнам договор. И прво што треба да направиме е домашната задача. А ти треба да се штитиш со меѓународното право. И за тебе треба да стане. Домашна Европската задача ни е заедница. да ги Меѓутоа таа не сака, не за Македонија и смета. Тие се воени профитери, живеат од воен профит од војни. Не им одговора македонскиот космополитизам. Ти кажав од тројца великани сите од Македонија, христијанството од Македонија, сите цивилизацијски, барав 20, а ќе ги терам до 60. Све е потекнало од тука или чат пат по некој околен. До кај си со книгата, околен- Дардан? Па јас спремам, имам неколку проекти. Планирам негде после нова година, околу нова година, прво да расчистиме со македонската мистерија, најголемата светска мистерија Македонија и тројанската. Тие се нераскинливо поврзани и ќе биде насловот Тројанска македонска мистерија. А и во двете мистерии, мистерија во мистерија е се охрити требеништи и за нив ќе треба една посебна книга, еден посебен проект. Ако тоа го прифатат учениве, луѓе, може да направат еден проект. Тоа што има Охрид, на едно место, толку славни, Ерусалим. митски, историски личности, културни личности, родоначалниците на писменоста, трагичарите, трагедиите, сите случувања се тука. Го имаме Ерусалим, Не е а не моја сме тврдина. свесни што имаме. Е тоа е. Се надевам дека брзо ќе излезе твојата книга во печат, дека ќе имам привилегија да ја читам и да црпам од незе извори и знаење и сите граѓани, сите наши гледачи да се едуцираат и да видат која е правата вистина за Македонија. А во меѓувреме, Родина ќе се залага таквите личности како тебе да ги промовира и заеднички во една спрега сите да си ја извршиме домашната задача, да го исчистиме ова несистемско ѓубре во девете несистемски партии кои што 30 години буквално не растураат и не дезинтегрираат, да си го вратиме аснов назад и после тој тотален ресет да почнеме еднаш конечно да живееме како што живееле нашите славни предци. Ке си ги вратиме затоа што сите тие одлуки се донесени спротивно на устав, спротивно на законот, спротивно на меѓународното право, бидејќи се спротивни на императивните норми од нив, тие не произведат правно дејство, само ќе треба формално таа работа да се заврши. На суд. Правните стручњаци ќе си го решат тоа. На суд, Дардан. Тамо Само заслужуваат, треба волја. заслужуваат да се најдат на суд на обвинителна клупа, Родина тоа го ветува. Ако дојде во опозиција, дека ќе ги стави на обвинителна клупа и ќе си го завземат местото каде што сега Местото име во Идризово. не правилно осудени луѓе гнијат во тие затвори.
они ќе си го завземат тоа место. Тие ќе се излезат, ќе се заврши таа работа. Не може за едно исто дело. Нашиот устав ги изедначува сите граѓани. Не може една пресуда за едно исто дело за едните да биде ослободителна, за другите да биде осудителна. Тие што ги отвараа вратите, тендери добиваат, Се наградуваат. останаа на слобода, Така. а тие родолюбите што не сака да свиткаат кишмата, тие да гнијат по затвори. Тоа не може така. Дардан, Тој тоа што го натвори, кога и тога ќе одговара. Наши разговори може да Каде траат. идат, ќе ги најдеме. Така, имаме неистрпни теми кои можат 5 емисии да збориме. Те замолувам во најбрз можен период да не бидеш па гостин. Благодарам. Ти благодарам за гостувањето, за сите овие исцрпни информации кои што им ги даде на нашите гледачи. А вие, драги гледачи, наши членови, поддржувачи и симпатизери, ве повикуваме, вклучете се во борбата со нас, Родина Македонија, со другите сродни политички партии, поединци, организации и со личности поединци како Дардан Венецки, ги имаме многу, верувајте. Охрабрете се, излезете од комфортната зона и дајте веќе еднашка Македонија да направиме пристојно место за живење и да ја ставиме под сонцето и во заедницата на народите таму каде што всушност заслужува и припаѓа. Благодариме за вашата присутност во вечерашната емисија и до следниот пат се најубаво. Поздрав. Благодарам и на вас и на честа што ми укажавте.